Во време на дигитализација се повеќе се форсира и модерното читање кај децата. Ова е само кратката најава за разговорот на Марија Димишкова со нејзината соговорничка. Македонски креативен тим, поддржан од Фондот за иновации и технолошки развој, ја креира првата апликација за читање и слушање книги за деца. Колку децата во Македонија ја користат апликацијата Бокси и колку ние читаме дигитални книги, вечерва во Трилинг зборувам со Сања Арсова, дел од тимот на Бокси. Во период во кој што некако светот води дебати околу тоа какво влијание имаат печатените книги врз развојот на детскиот мозок, а од друга страна, што значи дигиталниот свет, вие пуштате во употреба апликација за дигитално читање на книги. На што најмногу го ставивте акцентот во моментот кога ја пуштивте или ја реализиравте оваа апликација? На што ви беше фокусот во моментот на реализација? Фокусот ни беше да го донесеме светот на книгите поблиску до светот на децата. Кај нас има една голема празнина од дете до книга, а знаеме дека најголем дел од времето дечињата поминуваат пред мобилните телефони или таблети или било што. Ние речевме тие два света да ги донесеме заедно и да ги ставиме точно пред дечињата, да ги послужиме на самите корисници. Практично оваа апликација за прв пат ја адаптирате за шведскиот пазар, се нуди за швеѓаните, а дури потоа ја лансирате во месец октомври на минатата година за македонскиот пазар. Кој беше круцијалниот момент за кога да се одлучите апликацијата да биде понудена за нашиот пазар? Видовме дека Македонија веќе спремна за еден ваков продукт, дека треба, дека фали на нашиот пазар, затоа што до сега не сме се сретнале со апликација која нуди електронска библиотека. Ние не ги продаваме книгите, кај нас е баш дигитална библиотека. Нашите корисници се претплатуваат месечно на апликацијата и имаат пристап до моментално броиме над 400 наслови, детски наслови. Велите, проценивме кога е подготвена нашата земја за ваков тип на апликација. Како се вршеше таа проценка? Предпоставам дека се прават некакви истражувања на пазарот, колку ова тло е подготвено за таков дигитален обем на онлайн библиотека. Дали можеби во целиот тој процес на истражување правевте некакви анализи колку родителите во земјава читаат книги за нивните деца или пак можеби бабите и дедовците? Да, секако. Многу истражувања беа направени и стигнавме до едно сознание дека се чита многу малку, но причините поради тоа читање на малку книги е поради тоа што немаат време да одат и да купуваат книги, остануваат со една книга дома или тоа што го имаат го читаат по неколку пати, изборот е минимален. Нели сега библиотеката што имаме дома не е толку богата. Македонскиот народ не може да се пофали со голем број на книги дома. Решивме дека време е да ги донесеме сите детски книги во секој дом. Апликацијата, начинот на користење се спушта на мобилните уреди со одредена месечна претплата и што во моментов може да се најде на оваа апликација? Исто така во апликацијата е вклучена геймификација. Значи секој детенце кога ќе влезе на Бокси, кога ќе ја симне апликацијата, си прави своја аватарче. Аватарчето се збогатува со додатоци со секоја прочитана книга. Значи после читање на книгите добива парички и со тие парички може да си го персонализира аватарчето. Така да еден склоп на геймификација со едукативниот дел. Да го направиме нели поинтересно за нашите читатели. Практично преку еден клик децата во земјава имаат можност да читаат голем избор на детска литература. По првиот пресек од лансирањето на оваа апликација, колку децата во земјава читаат? Многу. Дечињата уживаат. Имавме многу коментари од мајки, татковци, нели, баби, дедовци, родители. Кажуваат дека најубавото нешто е тоа што веќе книгите не се изгубени. Сите книги им се на едно место, веќе книгите не се оштетени. На секое отварање на книга, книгата е нова, нели, тука е. Сега со читањето на книги видовме колку дечињата всушност им фалело вакво нешто. Имаме, не знам, еве после 3 месеци постоење гледаме дека книгите се читани илјадници пати, што е голем број за нас. А кои се поголеми критичари во моментов во однос на оние кои што
ја имаат спуштена апликацијата на своите мобилни уреди. Швеѓаните или македонците, кои се малку по искрени кога станува збор за задоволството од користењето на оваа апликација? Па мислам дека македонците кај нас е, нели, сакаме да си кажеме ние што е добро и секогаш сакаме да кажеме што ни фали. Така да имаме голема поддршка, нели, тим што работи на тоа. Секојдневно добиваме забелешки од типот би сакала да читам оваа книга, дали може да се додаде и не знам квиз или нешто, аватарот сакам да го сменам, дали може боја да се смени на аватарот и такви некои ситни забелешки што нормално работиме секојдневно да станеме се подобри за нашите корисници. Која е најчитаната книга во моментов на Бокси? Во моментов е Ведра. Ведра е книга на Јулијана Величковска од прва публикација. Имаме и во електронска верзија и во аудио верзија и таа е книгата што е најобожавана во моментов. Практично на вашата апликација може да се најдат наслови на македонски, албански и англиски јазик. Точно така, да. Над 200 наслови имате во моментов. Над 400. Над 400, да. Добре. Која е вашата проценка за моменталната ситуација, моменталната состојба со детската литература во земјава? Видете, во Македонија има многу детска литература. Има еден мал проблем што се јавува при електронските изданија на детската литература. Издавачките куќи досега не биле сретнати со апликација како Бокси и никогаш не ги побарале правата за дистрибуција на електронска верзија на книгата. И сега некои ги има, некои ги нема. Тие книгички што се постари, викаме постари, подолго време на пазарот, никогаш не побарале и треба да се случи еден процес, нели, контактирање на самиот автор, на илустратори, сите тие да се согласат за електронска дистрибуција. Така да книги има, но електронска, како да кажем, нивната електронска верзија не е секогаш достапна. А каква беше реакцијата на нашиве издавачи кога им соопштивте дека ќе пуштите во употреба една ваква апликација? Беа расположени за работа? Да, издавачите се многу расположени за работа и сами кажуваат дека на секоја наредна книга ќе стават оваа точка како една, нели, клаузула во договорот дека ќе мора да има од сега и право на електронска дистрибуција. Во една прилика велите дека апликацијата ви е адаптирана за читатели од 3 до 16 години, меѓутоа во план ви е да поставите содржини за целото семејство. Да. Што значи тоа? Тоа значи дека од септември стартуваме и со Бокси за целата фамилија. Значи цела литература што од македонскиот пазар, од наши писатели, од странски писатели да се стави на Бокси за да можат да читаат и родителите заедно со дечињата. Дали сте во преговори можеби со луѓе од регионот за прилагодување на оваа апликација и во земјите од, да речеме, Балканот? Да, сите наши соседи се веќе спремни. Ви благодарам за вечерашното гостување. Фала ви, Марија.